Ден, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денешната панел дискусија насловена "Подобри и различни" ќе биде посветена да малку повеќе дебатираме и дадеме осврт на активностите во општина Газибаба за изминатиот период, активностите што заедно со општинската администрација, заедно со советниците од Советот на општина Газибаба ги реализиравме. Верувам дека во голема мера придонесовме за подобрување на условите за живот на жителите од општина Газибаба. Изминатиот период, благодарение на одличната соработка на локалната власт со владата на Република Македонија, која што беше предводена од страна на ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери, одличната соработка со градоначалникот на градот Скопје и Советот на градот Скопје, успеавме голем број на проекти заеднички да ги реализираме. Впрочем, тоа и цело време беше нашата главна поента во нашето функционирање, дека доколку заеднички работиме на реализирање одредени проекти, можеме многу повеќе и многу поквалитетни проекти да заеднички изградиме за нашите граѓани. Изминатиот период повторно би потенцирал благодарение на одличната соработка со владата, која што беше во тој период предводена од страна на ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери. Реализиравме проекти во секое населено место и посебно би потенцирал многу значајни и капитални проекти. Проекти кои што за жал последните 40 па и 50 години не беа реализирани на територија на општина Газибаба. Главен акцент ставивме на рамномерниот развој во секое населено место. Тоа што, за жал, пак е потенциран пред 15-20 години не беше одлика на нашата општина. Главна одлика во последниве години е токму тоа да рамномерно работиме на реализирање на проекти во секое населено место. Без разлика дали е во руралниот крај, дали е во урбаниот крај, дали е со многу малку жители или тоа се големите населби како што е Железара, Автокоманда или Ченто, каде што има голем број на жители. Тоа не беше главна наша водилка. Главна водилка беше да го одредиме заеднички со граѓаните, заеднички со Советот, со советниците, приоритетот и тоа на дело да го реализираме. Нашите дела се видливи и верувам дека секој граѓанин тоа го почитува и затоа и во континуитет во општина Газибаба довербата добива ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери. Би напоменал дека паралелно работевме во сите области, реализирање проекти од секоја сфера, која што е важна за животот на нашите граѓани. Би потенцирал дека во делот на патната и комуналната инфраструктура во голема мера се направи подобрување и на патната и на комуналната инфраструктура во општина Газибаба. Како податок би потенцирал исто така, последниве неколку години низ населените места, некаде околу 7000 метри беа асфалтирани и реконструирани нови улици. За поврзување помеѓу неколку населени места, околу 4000 метри беа асфалтирани и реконструирани улиците. Благодарение на брзата наша заедничка интервенција на локалната самоуправа, на општина Газибаба, поддршката од градот Скопје, од владата која што во тоа време беше предводена од ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери, успеавме брзо да го нормализираме животот и во делот кој што беше опфатен со елементарната непогода во месец август минатата година. За релативно краток временски период се нормализира таму ситуацијата кај граѓаните. Прв приоритет беше да се помогне на жителите при таа елементарна непогода, да се спасат човечките животи, а понатака кога веќе се нормализира ситуацијата да го вратиме нормалното живење и функционирање на жителите од овие населени места кои што беа зафатени од елементарната непогода. Во тој период со заеднички ангажман успеавме да некаде да се ангажираат голем број на машини, механизација, постојано на терен, деноноќно се работеше со таа цел да се нормализира животот на жителите од овие населени места. Во должина би потенцирале бројка околу 30 километри улици беа комплетно санирани со тампон,
а веќе со заедничка активност на градот Скопје и со владата на Република Македонија успеавме да асфалтираме некаде околу 60 улици во овие населени места. Денеска им започнавме, односно продолжиме таму каде што застанавме, заедно со градоначалникот на градот Скопје, бевме во селото Сингелич, каде што продолживме со санација на овие улици. Денеска на улицата број 28 се постави атмосферска, односно започнавме со поставување на атмосферска канализација, пошто ќе следи и комплетно санирање, асфалтирање, кое што асфалтирање треба да биде изведено од страна на јавното претпријатие Македонија Пат. Уште еднаш голема благодарност би упатил до овие институции, затоа што навистина со заеднички ангажман покажавме дека можеме брзо и во вакво време, односно во време кога имаме елементарна непогода, со заеднички ангажман да ја нормализираме состојбата на овие жители од овие населени места. Во делот на комуналната инфраструктура, тоа е изградба на фекалните канализации, атмосферските канализации, исто имавме огромна поддршка во изминатиот период од владата на Република Македонија и од градот Скопје. Благодарение на таа заедничка поддршка, некаде во должина од преку 20.000 метри должни се изгради нова фекална канализација и атмосферска канализација низ населените места на територија на општина Газибаба. Ова исто така многу значаен проект, затоа што за жал во голем дел од нашата територија во минатото не беше покриена со изградба на вакви капитални проекти, изградба на фекални и атмосферски канализации, а во последнава година и посебен акцент ставаме на изградбата на атмосферските канализации. Овој проект го реализираме заедно со градот Скопје, така ќе продолжиме и следниот период, затоа што евидентно е дека во последно време се повеќе имаме пообилни дождови. Во делот на сообраќајот, заедно со градот Скопје се реализира голем број на проекти за подобар, побрз, поефикасен сообраќај и побезбеден сообраќај на територија на општина Газибаба. Се речија неколку, би ги нарекол, црни точки кои што беа препознатливи како тесни грла при движење на возилата и места кои што беа препознатливи како небезбедни места за пешаците. Направивме заеднички ангажман со градот Скопје и веќе тие црни точки можам да кажам дека се минато. Еден од таквите големи проекти е изградбата на кружниот тек на раскрсницата помеѓу улиците Коце Металец и 16-та македонска бригада во населбата Железара. Значи едно тесно грло кое што беше препознатливо во минатиот период како место каде што имаше чести сообраќајни незгоди, сега веќе тој проблем е решен. Заедно со градот Скопје се направи комплетна реконструкција на улицата Маџари со поставување на фекалната и нова фекална и атмосферска канализација и комплетно проширување, и овдека се реши еден голем проблем со функционалноста на оваа делница во населбата Ченто. Така ќе продолжиме во следниот период, но евидентна е разликата во делот на функционирањето помеѓу нас како локална самоуправа и сегашната влада, која што е предводена од СДСМ и нивните коалициони партнери, каде што за жал еве и после повеќе од 100 дена при нивно функционирање комуникацијата изостанува. Јас би упатил јавен повик, ние сме спремни оние проекти кои што беа договорени, беа испланирани со претходната влада, која што беше предводена од ВМРО ДПМН и коалиционите партнери, да ги реализираме. Од наша страна, обврските што ги земавме, ги реализираме, но очекуваме дека и од нивна страна тие обврски ќе бидат реализирани. Ја би напоменал некои од тие проекти. Големите реконструкции кои што ги градиме во текот на летниот период и традиционално секоја година ја добивавме во изминатиот период поддршката од владата, оваа година отворено можам да кажам дека ја немаме. Во моментов во училиштата се она што се работи како реконструкција и санација се од средства од општина Газибаба, од самите училишта и од донаторите. Бупатил голема благодарност донаторите кои што навистина ни помагаат посебно во реконструкцијата на училиштата. Тако беше и денешниот настан, каде што заедно со директорката бевме присутни во селото Страчинци, во подрачното основно училиште. Имаме комплетна санација на ова основно училиште. Добивме донација од УНЕСКО и упатуваме на голема благодарност до нив. Навистина ни помагаат во санирање на овој објект кој што беше зафатен со елементарната непогода, со поплавата во текот на минатата година. Во делот на обезбедување на поголем број на паркинг места
интензивно се работеше на цела територија. Исто е доста значаен проект, се повеќе се зголемува бројот на возила кои што ги имаат граѓаните. Тоа наметно е потреба на поголем број на паркинг места. Некаде во површина од близу 5500 метри квадратни изминатиот период се изградија овие паркинзи. Ќе продолжиме и следниот период. Онамо каде што ќе се обезбеди соодветен простор и пред се да биде безбеден простор, планираме следниот период во населбите да продолжиме со изградба на овие паркинг места. Во делот на поголема безбедност на пешаците, посебен акцент ставивме на неколку улици кои што се, како што претходно напоменав, во изминатиот период потенцирани како едни од црните точки, каде што често пати имавме сообраќајни незгоди. Интензивно работиме на изградба на пешачки патеки и велосипедски патеки. Голема поддршка во овој проект имаме од градот Скопје. Се започна со изградба на велосипедска патека од општина Газиба кон центарот, односно од населбата Автокоманда кон центарот на градот Скопје. Планот е оваа патека да продолжи кон населбата Ченто. На регионалниот пат Р103, кој што е на потегот од Ергеле кон Идризово, во континуитет се градат пешачкиве патеки и следниот период можам да најавам дека некаде во должина од близу 2 километри ќе се изградат нови пешачки патеки на оваа делница, а изминативе неколку години близу 12.000 метри должни беа изградени пешачки патеки и велосипедски патеки низ населените места на територија на општина Газибаба. Во делот на подобрување на водоснабдувањето, исто многу значаен проект за жителите на општина Газибаба, интензивно се работи на подобрување на водоснабдувањето во населените места низ нашата територија. За жал, во текот на елементарната непогода, односно во месец август минатата година, дел од оваа водоводна мрежа беше оштетена, благодарение на поддршката од јавното претпријатие Водовод и канализација од градот Скопје. Навистина за брзо и за краток временски период беше направена таа реконструкција. Изминативе неколку години, близу 10.000 метри должни, направена е изградба на нова водоводна мрежа и во урбаниот дел заедно со Водовод и канализација поголем дел од постоечката водоводна мрежа беше санирана и реконструирана. Ќе продолжиме во следниот период, планот и оваа година да се продолжи со изградба на водоводната мрежа во селото Булачани, во селото Брњарци, каде што ќе работиме и на изнаоѓање на квалитетна вода за напојување на граѓаните, односно за пиење на граѓаните и задоволување на сопствените потреби. Во селото Раштак интензивно работиме. Во селото Раштак би напоменал дека се работи со поддршка и од Светската банка, со обезбедени средства преку проектот за рурален развој и деновиве продолжуваме со доизградба на водоводниот систем и во ова село. Би потенцирал тука за еден немил настан кој што деновиве беше актуелен и го актуализира СДСМ преку нивните членови во селото Булачани, каде што навистина слободно можам да кажам дека на еден некоректен, непринципиелен начин сака да презентираат една невистина, односно со слободно може исто така да кажам направена диверзија со кршење на вентилите, затварање претходно, кршење на вентилите и одржување на пресконференција од страна на председателот на општинската организација на СДСМ, се представи една невистина пред граѓаните, дека општината не обезбедила доволно вода за жителите од ова населено место. При увид од страна на инспекцијските служби од општина Газибаба се констатира дека тоа е навистина направена намерна диверзија. Искршени беа затварачите на вентилите, се со цел граѓаните да немаат неколку дена вода. Веднаш направивме санација и уште истиот ден граѓаните добија вода, затоа што во резерварот имаше 130 метри кубни вода, кој што поради тоа што некој направил диверзија, не можеше таа вода да стигне до граѓаните. Затоа уште еднаш упатувам апел на ваков некоректен, подмолен и би рекол нечовечки начин не е добро СДСМ да собира поени. Заеднички можеме да решаваме проблеми на граѓаните и упатувам апел да ја добиеме таа заедничка соработка, затоа што само така можеме да направиме повеќе добри дела за жителите на општина Газибаба, а не со вакви потези како што напоменав деновиве беа
направени од нивна страна. Во делот на соработката би потенцирал со Советот на општина Газибаба. Навистина, благодарение на таа наша заедничка соработка со советниците, успеавме да реализираме голем број на проекти, но и тука би го потенцирал оној некоректен однос на дел од советниците од страна на СДСМ. Велам дел затоа што навистина дел од нив се коректни, но дел покажуваат голема некоректност. Исто во текот на минатата година, додека ние бевме зафатени со елементарната непогода, со санации, тие држаа пресконференции каде што исто презентираа невистини, односно дека општината не се залага и не работи на чистење на каналската мрежа. А вистината е следна, дека општината 8 години наназад ги субвенционира граѓаните во врската што имаат за одводнување и тој надоместо го одвојува општината заедно со водостопанското предпријатие Скопско поле. Во континуитет се работи на чистење на каналската мрежа и како податок да презентирам дека секоја година кога ги гласаме програмите и буџетот и кога доаѓа точката на дневен ред за да ја дадеме таа поддршка заедно со Советот на граѓаните, односно да ги обезбедиме тие субвенции, советниците од СДСМ и нивните коалициони партнери гласаат или против или воздржано, односно сметаат дека има други поприоритетни проекти. А ние и понатаму сме на став дека еден од важните приоритетни проекти во нашата општина е токму чистењето и отварањето на нова каналска мрежа, која што е многу значајна, посебно во руралниот дел, за собирање на атмосферските води и намалување на појавата на поплави на одредени места. Во делот на образованието, посебен акцент ставаме на подобрување на условите во основните училишта. И тука би ја потенцирал големата соработка што имавме со Министерството за образование и наука, со владата во изминатиот период, во делот на капиталните инвестиции, изградба на нови објекти, санација на училиштата. И навистина евидентни се подобрите услови за учење во сите основни училишта на територија на општина Газибабе. Верувам дека оние проекти кои што веќе ги започнавме во изминатиот период, како што е проектот со изградба на основното училиште Вера Јоцич, нема да биде пример како и останативе примери што денови ги гледаме од страна на СДСМ и нивните коалициони партнери на укинување или спречување на реализација на овие проекти. Верувам дека овој проект ќе продолжи да се гради, да се движи напред, да се изгради училиштето и следната година, некаде во месец септември, учениците од населбата Хиподром да започнат во простори на новото училиште, во современо, модерно училиште, кое што ќе ги има сите потребни услови за одвивање на квалитетен наставно-образовен процес. Во делот на градинките, социјалната заштита, исто имавме големи проекти во секоја од градинките на територија на општина Газибаба. Благодарение на одличната соработка во изминатиот период со владата и Министерството за труд и социјална политика, после 40 години на територија на општина Газибаба се изгради нова градинка, тоа е градинката Морковче во населбата Колонија, каде што се згрижуваат дечињата од тој регион, а беше планирано оваа година да започнеме со изградба и на новата градинка во населеното место Стајковци. Нашата обврска е да се обезбеди локацијата. Ние веќе сме во завршни фази, денови имавме разговори со сопствениците на земјиштето, ќе се направи експроприација и упатувам апел до министерката и до Министерството за труд и социјала и до владата на Република Македонија да ја продолжат обврската што ја зема претходната влада, односно да учествуваат во изградбата на оваа градинка во ова населено место, кој што е многу значаен проект за жителите од овој крај. Верувам дека и следните неколку години, како што беше планирано со претходната влада, ќе се реализираат и градинките во Трубарево, што исто така наша страна е веќе обезбеден просторот, градинката во Инџиково. Значи ова беа неколку градинки кои што веќе беа договорени за да се реализираат следниот период со претходната влада, односно владата предводена од ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери. Посебен акцент се дава и на развојот на младите, вистинскиот правилниот развој преку насочување во спортски активности. Како резултат на тоа, со заеднички ангажман во изминатиот период, заедно со Агенцијата за млади и спорт, со владата на Република Македонија, со Министерството за образование, се изградија голем број на спортски објекти на територија на општина Газибаба.
Би напоменал некои од нив: изградбата на спортската сала во Основното училиште Крум Тошев, спортската сала во Основното училиште Наумовски Борче. Општината со собствени инвестиции изгради голем број на мултифункционални игралишта во самите училишта и низ населбите. Како што напоменав, главен акцент сакаме да ставиме на мотивирање на младите повеќе слободното време да го користат во спортски активности. Тоа ќе придонесе и за поквалитетен и поправилен нивни развој. Даваме голема поддршка на спортските клубови на територија на општина Газибаба. За учениците се обезбедуваат соодветни стипендии, посебно за учениците кои што постигнуваат одлични резултати на спортското поле, на спортските надпреварувања. И така ќе продолжиме и во следниот период. Некаде околу 1000 ученици од основните училишта активно се вклучени во овие спортски надпреварувања. Во делот исто на културата, како важен сегмент на секојдневното живење, посебно во летниот дел од годината се организираат голем број манифестации. Во секое населено место ние тежнееме да во секое населено место има ваква манифестација каде што ќе си го презентираме нашето културно богатство, посебно во делот на презентација на нашиот македонски фолклор, кој што е надалеку познат низ целиот свет. Затоа напоменувам дека и делот на културата ќе биде како еден од проектите кои што во иднина ќе продолжиме да ги поддржуваме и да ги негуваме. Уште еднаш ќе напоменам дека евидентна беше разликата помеѓу соработката на локалната самоуправа и владата во период кога беше на власт, односно кога владата беше предводена од страна на ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери, и евидентна е разликата сега. Односно, еве, како податок, наборав голем број на проекти кои што беа реализирани минатиот период, а за жал во овој период додека е на власт СДСМ со нивните коалициони партнери не можам да напоменам ниту еден заеднички проект. Затоа мојот апел е, ние сакаме да соработуваме, да ги продолжиме заедничките проекти. Сега се најави ребалансот и укинување на одредени средства од страна на владата, но ние апелираме да за проектите кои што се важни за жителите на општина Газибаба, тие средства да си останат со можност и да се зголемат, затоа што се од витално значење. Изградба на нови училишта, изградба на нови градинки, изградба на нови улици, со акцент да се дореализираат улиците во место кај што беа изминатата година офатени со поплавата. Ни останаа уште 30 на улици кои што треба да ги реализираме заедно со јавното предпријатие Македонија пат, со поддршка на владата. Верувам дека таа поддршка нема да изостане, затоа и мојот апел е да тие средства што беа планирани да останат, се со цел да заеднички работиме на подобрување на условите за живење на жителите од општина Газибаба.